Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, добре дојдовте на уште едно проучување посветено на Евангелие според Матеј. Денес ќе продолжиме со обработка на глава 9, стих 14. Можеби ќе се сетите од минатиот пат дека учениците на Јован му пристапија на Господ Исус со следното прашање: зошто ние и фарисеите постиме многу, а твоите ученици не постат? Како што кажавме претходно, Јован Крстителот беше старозаветен пророк, всушност последен од старозаветните пророци. На некој начин неговата служба беше мост помеѓу двата завета. Пророкот Малахија, чија книга е последна во Стариот Завет, прорече дека Бог ќе испрати свој гласник, кој ќе го подготви патот за доаѓањето на Месијата. Токму Јован Крстителот беше тој гласник. Самиот Јован рече дека неговата улога е да го подготви патот. Јовановите ученици беа збунети. Ако Исус е долго очекуваниот Месија, зошто не бара од неговите ученици да постат? Слушнете го одговорот на Господ Исус, стих 15. А Исус им рече: зар можат сватовите да бидат нажалени додека е со нив младоженецот? Но ќе дојде време кога младоженецот ќе се оттргне од нив, па тогаш и тие ќе постат. Со други зборови, Господ Исус нема ништо против постењето, туку само кажа дека не беше дојдено времето за пост. Иако постот не е заповедан на црквата, сепак христијаните и тоа како се повикани да ја применуваат оваа духовна практика, се разбира, се додека го прават тоа на правилен начин и со правилни мотиви. Постот не е средство што ни помага да добиеме од Бог нешто што сакаме, туку да му се приближиме и подлабоко да го спознаеме. Следните два стиха се навистина интересни, но за жал и често неразбрани. Слушнете што рече Господ Исус. Никој не крпи стара облека со нова крпа, зашто таа ќе се отшие од старото и отворот ќе биде поголем. Ниту пак се става ново вино во стари мевови, инаку мевовите ќе напукнат и виното ќе истече и мевовите ќе пропаднат. Туку ново вино се става во нови мевови, па така ќе се запази и едното и другото. Тоа што Господ Исус сака да го каже е следново: јас не дојдов да ги крпам старите мевови, туку да донесам нов мев. Не дојдов да го поправам тоа што вие веќе го знаете, туку дојдов да ви представам нов начин како можете да се помирите со Бога. Сигурен сум дека оние кои го слушаа сметаа дека ова е многу радикално учење. Патем, тука станува збор за споредба помеѓу законот даден од Мојсей и благодата и вистината што дојдоа преку Господ Исус. Не дека законот беше лош, но луѓето не можеа да се спасат чувајќи го него. На луѓето им е потребна вистина и благодат, и тие нешта ги добија со доаѓањето на Господ Исус Христос. Доаѓаме до 8-то и 9-то чудо запишани во Евангелието според Матеј. Во одредена смисла, овие две господови интервенции се испреплетени една со друга, и затоа сметам дека е добро така и да ги толкуваме. Станува збор за исцеление и воскресение. Стих 18. Додека тој им говореше за тоа, ете еден началник се приближи до него, му се поклонуваше и велеше: керка ми што туку умре, туку дојди, положи ја раката своја над неа и таа ќе оживее. Во едно од Евангелијата ни се даваат повеќе детали и се вели дека началникот чекаше да се сретне со Господ Исус, а додека чекаше, слугата дојде и му кажа дека керка му е мртва. Стихови 19 и 20. И како стана Исус, тргна по него заедно со учениците своји. И ете,
една жена која беше страдала 12 години од крвавење, се приближи одзади и се допре до крајот на облеката негова. Забележете ја символиката што Матеј ни ја дава во овие стихови. Девојчето што почина имаше 12 години, но и болната жена страдаше од крвотечение 12 години. Од една страна имаме 12 годишно девојче, чиј живот згасна, а од друга страна имаме жена чиј живот згаснуваше 12 години наназад. Забележете ја реакцијата на болната жена. Таа имаше навистина силна вера во исцелителната сила на Господ Исус. Стих 21. Зашто си велеше, само ако се допрам до облеката негова, ќе оздравам. А Исус, штом се заврти и ја виде, рече, не плаши се, ќерко, верата твоја те спаси. И оздраве жената во тој час. Во Евангелието според Лука ни се дадени повеќе детали за здравствената состојба на оваа жена. И тоа е нормално, бидејќи Лука беше доктор по професија. Кога ќе го обработуваме неговото Евангелие, ќе посветам малку повеќе време на овој настан. Но она во што ова чудо е поразлично од останатите, е фактот дека во претходните чуда Господ Исус ги допираше болните, а при ова чудо болната личност со вера се допре до него. Стихови 23 и 24. И кога дојде Исус во куќата на началникот и ги виде свирачите и народот ожалостени, им рече, излезете надвор, зашто девојката не е умрена, туку спие, а тие му се подсмеваа. Во таа култура, кога некој ќе починеше, ближните доаѓаа за да ја оплакуваат личноста. Додека ближните го правеа тоа, Господ Исус им кажа дека девојчето не е мртво, туку дека спие. Наместо да веруваат, тие му се подсмеваа. Стих 25. Но штом го истера народот, тој влезе, ја фати девојката за рака и таа стана. Ова е прв случај во Евангелијата каде читаме за воскресение на мртва личност. Во Евангелијата имаме запишано 3 воскресенија извршени од Господ Исус, а ова е едно и прво помеѓу нив. Се разбира, бидејќи е прво, тоа е и многу важно. Засега нема многу да го коментирам ова воскресение, бидејќи не му сакам да му посветам повеќе внимание при проучувањето на Евангелието според Лука. Другите евангелисти ни кажуваат дека кога Господ Исус му се приближи на мртвото девојче, тој му рече Талита куми, што во буквален превод значи мало јагненце, време е да се разбудиш. Стих 26. И се расчу тоа по целиот тој крај. Стих 27. А кога Исус си одеше оттаму, тргнаа по него двајца слепи и викаа: Смилувај ни се, Исусе, сине Давидов. Овие стихови се почетокот на 10-тото чудо. Станува збор за исцеление на двајца слепи луѓе, кои сигурно слушнаа за исцелителните моки на Господ Исус, а и некој им кажа дека тој минува крај нив. Стихови 28 до 30. А штом дојде в куќи, слепите се приближија до него. И Исус им рече: верувате ли дека можам да го направам тоа? Тие му рекоа: да, Господи. Тогаш се допре до очите нивни и рече: нека ви биде според верата ваша. И очите им се отворија, а Исус им заповеда строго: гледајте, никој да не дознае. Ова е еден од случаите кога Господ Исус му кажува на исцелениот никому да не разгласува за чудото. Некои луѓе се прашуваат зошто е тоа така. Според мене, постојат неколку причини, но една од нив е фактот што таквите вести брзо се ширеа и се поголем број луѓе доаѓаа кај Исус, сметајки му во исполнувањето на неговата служба. Стих 31. А тие, што ми излегоа, разгласија за него по целата таа земја. Двајцата слепи луѓе не можеа да се воздржат.
тие со голема возбуда им кажа на другите. Во стих 32 ни е опишан почетокот од 11-тото чудо. Додека тие излегуваа, ете, кај него еден човек нем и бесомачен. Ова е трет пат во последните 2 глави да се сретнеме со човек опседнат од демон. Стихови 33 и 34. По изгонувањето на демонот, немиот проговори, а народот се чудеше и говореше: никогаш такво нешто не станало во Израел. А фарисеите велеа: тој ги изгонува демоните со силата на началникот на демоните. Интересно, зарем не? Противниците на Господ Исус во ниеден момент не се осудија да ја оспорат вистинитоста на неговите чуда. Тие само го обвинија дека ги изгонува демоните со демонска сила, што е навистина чуден аргумент. Стих 35. И одеше Исус по сите градови и села и поучуваше по нивните синагоги, го проповедаше евангелието за царството и лекуваше секаква болест и немоќ во народот. Матеј многу добро ни ја сумира главната порака на Исусовите проповеди, а тоа се однесува на Божјото царство. Во следната глава, стих 7, тој ги испраќа учениците и им вели да проповедаат за наближувањето на Божјото царство и потребата од покаяние како предуслов да се биде дел од него. Во стихот што го прочитавме, пишува дека Господ Исус ги исцелуваше сите болести и слабости на луѓето што доаѓаа кај него. Матеј повторно сака да ни каже дека постоеа голем број на луѓе што беа исцелени од страна на Исус. Јас верувам дека станува збор за илјадници луѓе. Никој не можеше да ја оспори вистинитоста на тие чуда, бидејќи на сите им беше јасно дека пред себе имаат некој што има власт над животот и здравието. Денес има многу луѓе што се заведени, мислејќи дека по светот постојат исцелители. Моje лично мислење е дека не постојат луѓе што се вистински исцелители. Пред некое време понудив $100 за секој што ќе дојде и ќе ми докаже дека бил исцелен од некој од тие така наречени исцелители. Никој не се јави за да ми докаже такво нешто. Знам дека има одреден број на луѓе што мислат дека добиле некакво исцеление, но зошто ниту еден од нив не се охрабри да го докаже тоа? Еден свештеник направи нешто слично и понуди $1000 за секој што ќе му докаже дека е исцелен од исцелител. Кога разговарав со него на оваа тема, ми кажа дека неколку луѓе се обиделе да ги земат тие $1000, но нечесно бидејќи немале доволно добри докази за нивното исцеление. Дали со ова сакам да кажам дека не верувам во Божите исцеленија? Се разбира дека не. Јас верувам дека Бог може да исцели секаква болест, па дури и да воскресне мртов човек, но мојата надеж е во Бог, а не во луѓето. Јас знам дека Бог може да исцели, но знам дека исцелението не произлегува од луѓето и затоа велам дека не постојат исцелители. Ако имате каква било болка или слабост во телото, мојот совет е да се молите директно на Господ Исус Христос, за тој да ве исцели, а не да чекате некој друг да го прави тоа за вас. Стих 36. А штом виде многу народ, се сожали, зашто беа изморени и безпомошни како овци без пастир. Ова е навистина сликовит опис на духовната состојба на луѓето, првично на оние од Исусовото време, но истото важи и за нас денес. На луѓето им се потребни духовни водачи, кои ќе им помогнат да се приближат поблиску до Бог. Тоа е најголемата потреба на денешницата. Бог да подигне мажи и жени со цврста вера во Него, кои ќе застанат на страната на вистината и ќе ја поучуваат вистината на оние што се духовно изгубени. Забележете каква беше реакцијата на Господ Исус откако се сожали врз народот. Ќе ги прочитам последните 2 стиха. Тогаш им рече на своите ученици:
Жетвата е голема, а работници има малку. Затоа, молете го Господарот на жетвата да испрати работници на својата жетва. Ние денес треба да се молиме за повеќе работници, односно повеќе мажи и жени што ќе му служат на Бог. Но сакам да ве охрабрам и самите вие да бидете отворени за да му служите на Бог. Некогаш кога се молиме за нешто, Бог сака самите ние да преземеме иницијатива и да го сториме тоа. Господ Исус им кажа на учениците да се молат за работници, но по некое време ги испрати нив за да одат и да го проповедаат Евангелието. Глава 10. Дејството и делата на Господ Исус продолжуваат и во глава 10. Досега видовме како тој има способност да поучува, но откако се симна од гората, покажа способност и за вршење чуда. Не само тоа, туку се до овој дел од Евангелието, Матеј 12 пати не известува дека Господ Исус извршил некое чудо. Сега доаѓа момент кога тој ќе ги прати 12 апостоли да го проповедаат Евангелието за Небесното царство. Од текстот што ќе го читаме, ќе забележите дека Исус не ги прати учениците неопремени. Баш напротив, не само што им даде порака за проповедање, туку им даде и власт да исцелуваат и да изгонуваат демони. Уште еден интересен факт што треба да се забележи од овој дел од писмото е дека се до овој момент 12-мината беа наречени ученици, а веќе во вториот стих од глава 10 тие се наречени апостоли. Ќе го прочитам првиот стих. И кога ги повика своите 12 ученици, им даде власт над нечистите духови, да ги изгонуваат и да лекуваат секаква болест и секаква немоќ. Чудата и исцеленијата не беа главниот аспект од службата на 12-мината, ниту пак треба да бидат во центарот на христијанската служба денес. Тие треба да бидат само подкрепа за пораката на Евангелието. Ќе ги прочитам вториот и третиот стих. Тука за прв пат се наречени апостоли. А имињата на 12 апостоли се овие. Првиот Симон, наречен Петар, и Андреј, братот негов, Јаков Заведеев и Јован, братот негов, Филип и Вартоломеј, Тома и Матеј Цариник, Јаков Алфеев и Леви, наречен Тадеј, Симон Хананеец и Јуда Искариот, кој и го предаде. Ги знаете ли овие имиња напамет? Доколку не ги знаете, би сакал да ве охрабрам да ги научите. Со оглед на тоа што повеќето од овие имиња се често застапени, мислам дека нема да бидат тешки за помнење. Стихови 5 и 6. Тие 12 души ги испрати Исус и им заповеда говорејќи: по пат кон незнабожци не одете и во самаријански град не влегувајте, а одете најнапред кај загубените овци на Израеловиот дом. Интересни упатства, зарем не? Господ Исус им вели на апостолите прво да одат кај израелците. Тоа не значи дека Евангелието е само за нив, но реално е дека Месијата е од нивниот род и тие први имаа прилика да го видат и да ги слушнат неговите поуки. Од друга страна, ние сме повикани да го споделиме Евангелието со секого што ќе се најде на нашиот пат, независно од етничката припадност на таа личност. Во Дела, глава 1, стих 8, Господ Исус по воскресението повторно ги испрати апостолите во мисија, но таму им вели да одат прво во Ерусалим, па во Јудеја, потоа во Самарија и се до крајот на земјата. Во превод, тоа значи дека нивната служба требаше да започне во Ерусалим, но да се расшири низ целиот свет. Стих 7. И одејќи, проповедајте и кажувајте дека се приближи Царството Небесно. Зошто се приближи Царството Небесно? Бидејќи царот беше дојден помеѓу нив. Небесното царство не е само некоја фиктивна идеја
или апстрактен концепт кој луѓето не можат да го искусат. Тоа се однесува на Господовото владење во срцата на луѓето и преку нивните животи. Тоа царство има свој цар, но и принципи на функционирање, кои се еден вид на стандард за живење за сите што се дел од него. Стих 8. Болни лекувајте, лепрозни очистувајте, мртви воскреснувајте, демони изгонувајте, бесплатно добивте, бесплатно давајте. Некои луѓе тврдат дека и ние денес треба да ги правиме овие чуда. На таквите им велам, да, но треба да ги правите сите 4, вклучувајќи и воскреснување на мртви. Некои луѓе тврдат дека ги применуваат овие зборови, но нивните служби се сведуваат на наводно исцеление на болни. Но, што е со воскреснувањето мртви? Што е со изгонувањето демони? Јас верувам дека и денес се случуваат чуда, но не верувам дека луѓето ги прават тие чуда, туку Господ. Ако ви е потребно чудо, би ве советувал да се обратите директно кај Него во молитва. Тука ќе завршиме со денешното проучување и ќе продолжиме утре. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.